Dečki, може да ја започнеме бајката? Дали принцезите се доволно убави? Значи вредеше. Деца, може сега да мислиме на тоа што треба да го кажеме? После рековме дека ќе имаме време, ќе ви ги пуштиме на паузата да се фотографирате и да ги видите одблизу. Почнуваме сега, може? Подготвени? Ајде, прво принцезите ја отворат приредбата и почнуваме сите заедно. Многу, многу одамна си живееше еден принц во неговиот прекрасен дворец. Тој беше многу убав, но многу разгален. Една ноќ на портата затропа една стара баба со грдо лице и го замоли да се засолни од силното невреме. Но принцот не й дозволи да влезе. Таа не беше стара баба, туку убава волшебничка. Многу се наути и го казни принцот. Го претвори во страшен звер. Го магепса и целиот дворец. Му подари само еден волшебен свет и му рече: ако некоја девојка те засака, пред да обене овој свет, магијата ќе се скрши, а ако не, за секогаш ќе остане страшен звер. Времето си поминуваше, поминуваа денови, недели, месеци, поминуваа години, а зверот се криеше во својот дворец. Театар како е? Што ќе ми е ова волшебно огледало? И тоа не може да скрие колку сум страшен, колку сум грд. Како ќе се сврши ова магија? Кога во овој дворец никој не ме го веќе 100 години. Секогаш ќе останам страшен звер, мразам огледала. Но една дождлива ноќ во дворецот дојде една прекрасна девојка. Чуден дворец, како да е магевсан. Има ли некој во овој дворец? Никој не се јавува. Колку прекрасен свет, никогаш не сум видела вако. Зверот, која си ти и што бараш овде? Јас сум Бела, го барам татко ми. Те молам, зверу, пушти го, тој е стар и болен е. Еве јас ќе останам место него. Нека биде така! Така и беше. Бела остана во дворецот за да го спаси таткото. А не се плашеше од зверот. Беше толку добра, храбра и мила, што го скроти срцето на зверот. Секој ден тој стануваше се подобар и подобар, а таа многу го засака, зашто знаеше дека само однадвор личи на страшен звер, а неговото срце е добро и нежно, како личињата на волшебниот свет. Сега вие? Како ќе заврши ова бајка? Ќе слушнете од нашата песна. Зборовите сами ги смисливме. Уживајте!
Bela i njeziniот принц си живеа долго и среќно во својот прекрасен дворец. A od staro vreme do deneska se raskažuva bajkata za ugavicата и зверот. Сега е крај.